Навистина, ова е еден, така да кажам, процес кој што е исправен пред нас со сета своја сериозност и со сета своја суштина на самиот проблем, како што е проблемот кој што Република Грција го има со нашето уставно име. Јас сум убеден во неколку работи сигурно, а тоа е градењето на пријателска атмосфера, меѓусебното зголемување на доверба во сите области, дека ќе создадат минимум услови да се разговара отворено и за вака суштествено прашање како што е проблемот со уставното име кој што Република Грција го има. Јас сум убеден дека постои решение за се. Искрено очекувам да бидат ослободени перспективите на Република Македонија, секако и од Република Грција. Голем дел од работите зависат од нас, но овде ни треба поддршката и помошта и од самите соседи. Секако тоа зависи и од Република Грција дали ќе биде ослободен патот на Македонија кон Европската унија и НАТО, а тоа е преку станување на полноправна членка на НАТО или поточно добивање датум, покана од страна на НАТО за полноправно членство и во делот на Европската унија добивање датум за отпочнување на преговорите. Секако верувам дека постои решение да се одблокираат процесите, а при тоа интензивно да се фокусираме да изнајдеме решение и на ваков сериозен проблем. Амбиентот мора да биде создаден во двете земји за решавањето на проблемот. Јас ги разбирам нашите јужни соседи, пријатели на Република Македонија, кои што не им е лесно во поглед на ова прашање, но не е лесно и кај нас во Република Македонија да изнајдеме брзо решение на овој проблем. Во тоа име искрено ја барам поддршката и помошта од граѓаните на Република Грција, од власта, опозицијата, од владата, од парламентот, од сите, да конечно Македонија го направи исчекорот, а тоа е исчекорот кој што го чекаме од 2005 година во поглед на нашите интеграции во Европската унија или исчекорот кој што го чекаме во поглед на НАТО од 2008 година, заради тоа што за Македонија алтернатива нема, освен полноправно членство во Европската унија и во НАТО. Господине Саев, најавите дефактизација на општеството, најавите дека вашата влада нема да врши притисок кој тој за институција ниту за граѓаните. Во последните години се тврди во интернет изгледот на вашиот пратеник Кундо Дулич, кој што соборите на помисли дека треба да извадат членска книжка на вашата партија, докато сакаат да се вработат или сакаат некој услуговар било како да прометат институциите. Дали ќе преземете нешто против него за да докаже дека сваки мислите да исправите овие реформи? И второто прашање ми е за власкиот јазик, пошто веќе е јасно дека нема да биде приоритет за оваа влада, дали може да прави конкретно кога ќе биде влезла во процедура? Прво, почит на високиот гостин кој што е во Македонија, би сакал да се држиме до темата, но ќе дадам кратки одговори заради тоа што ви се важно. Коментарите на нашиот пратеник апсолутно се нешто за кое што ниту јас, ниту владата, ниту мнозинството се согласуваме. Се надевам ќе се извини, ќе ги повлечи заради тоа што тоа не е наш интерес. Граѓаните мора да бидат еднакви пред закон и за граѓаните мора законите да важат исто и сите да бидат исти пред институциите заради кои што тие институции постојат. И апсолутно само тоа е возможно за еднината на нашата заедничка Република Македонија. Во поглед на прашањето за унапредување на законот за употребата на езиците е дел од приоритетите кој што се составен дел на оваа агенда за која што и денеска ја дискутиравме. Дел на Охридскиот рамковен договор, знаете дека едно од важните прашања со кое што сакаме да ги затвориме тие поглавја е унапредувањето на законот за употреба на езиците. Согласно сите процедури, штом ќе биде се подготвено, јас сум поддржувач да ова прашање биде отворено на дебата, се дискутира и бидат донесени самите одлуки. Знаете дека нашите ставови по ова прашање се многу јасни. За нас јазикот е алатка да се разбереме и апсолутно немаме никакви предрасуди. Впрочем, ја повикувам и сегашната опозиција која што најави позитивен однос кон граѓаните од албанско етничко потекло да бидат навистина на висината на таа најава и конечно сите да донесеме заедничка консензуална одлука и по основ на ова прашање. Впрочем, претходната влада во два наврати направи унапредување на законот за употреба на езици. Господине Заев, а не чухме доста детали околу реформите кои ќе ги спроведете во правосудството и безбедносните структури.
Можете да ни откриете нешто од вашите планови? Денеска презентиравме пред комесарот Хан наш акционен план. И тоа е една од предпоследните фази на кои што работиме. Секако следува состанокот со председателот или шефот на експертската комисија на Европската комисија, а тоа е господинот Райнхард Прибе, со кој што ќе одржиме состаноци и други високи представници овде. Целта ни е на 1 јули да го заокружиме овој акционен план и на најтранспарентен начин, на најјавен, јавно достапен начин ќе го објавиме пред граѓаните. Секако сериозно внимание има на многу области за кои што се обративме и јас и комесарот во нашите видувања. Една од тие сериозни области е реформите во правосудството.